Да се обединат македонските политички партии и да го одбранат суверенитетот на државата. Ова го бара организацијата Македонски манифест во декларацијата испратена до македонскиот народ и председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Од организацијата велат дека изработката на документот е мотивирана од здружувањето на албанските политички партии во така наречената платформа за која од Македонски манифест велат дека тоа е обид за геноцид врз македонскиот народ. Ние повикуваме на семакедонско обединување околу статусот на државата, околу интегритетот на државата, околу уставното чување на државата, околу унитарниот карактер на државата. Тоа значи нема двоезичност, Република Македонија е држава на македонскиот народ и на малцинствата кои живеат на наша територија. Македонски манифест во својата декларација наведува дека суверенитетот на Македонија е неделив, а службен јазик на целата територија е македонскиот. Поради ова во организацијата сметаат дека неприфатливо е барањето за воведување двојазичност. Додаваат дека во светот не постои унитарна држава која е двојазична. Прифатливо е се што укинува унитарниот карактер на државата, грбот, знамето, уставот, името, па тоа се делови од унитарниот карактер на државата. Јас кажав, унитарен карактер значи држава на народ, македонски народ и малцинства, етнички малцинства. Етничките малцинства не можат да наметнуваат ништо. Во Европа каде има тоа етнички малцинства да наметнат? Во организацијата не се согласуваат ниту со намерата на дел од политичките партии за промена на името на државата. Во декларацијата на Македонски манифест се наведува дека Република Македонија не смее да прифати промена на името како замена за влез во НАТО и Европската Унија. Поради ова бара итно прекинување на преговорите и напуштање на идејата референдумски да се одлучува за името на државата. Организацијата во својата декларација бара испроведување истрага против потписниците на платформата на албанските партии. Сметаат дека е антидржавна, а незините потписници антидржавни елементи.